Помина речиси 30 на години, кога во тоа време работев во тогашната телевизија Скопје, денешната македонска телевизија, во утринската програма Добро утро Македонија, кога во 1992 господово лето го посетив кавадаречкото село Сопот и за него направив кратка документарна репортажа. Ете како што вели народот, Господ милувал повторно да дојдам во ова населено место, но овој пат по покана на организациониот одбор на Сдруженијето на граѓани џаламари од селото Сопот, на сам ден на Васелица, да направам нов документарен запис за ова село, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова населено место, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, кои се дел од парчево земја кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од целокупната историја на Македонија, така и за васеличарското празнување, чии адети и обичаи се пренесуваат од колено на колено низ времето што одамна поминало. Иако со години речиси ги посетувам сите православни христијански празнувања во нашите села, така да речам никако не му доаѓаше редот да направам документарен запис за васеличаните. Една стара народна поговорка вели: некога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. И навистина така и видна. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Сопот кинишав ден пред Васелица, тргнав рано, мошне рано, но овој пат не со моето возило, со стариот руски джип со камазот, кој речеше 20 и кусур години ми е верен сопатник, туку со редовната автобуска линија Скопје-Неготино-Кавадарци, кој според возниот ред автобусот од автобуската станица Скопје во правец на Кавадарци секој ден поаѓа во 12 часот и 30 на минути. Уживав додека патував. Речиси не забележав кога така брза автобусот со кого движејќи се паралелно низводно со реката Вардат, помина низ Таорчката клисура, застанувајќи кратко во автобуската станица Велес, продолжувајќи во правец на Неготино и овдека застанувајќи кратко во Неготинската автобуска станица, упатувајќи се во правец на Кавадарци и по неполни 30 на минути се симнав на автобуската постојка во селото Марена, каде што ме пречека моите домајчини Звонко Костадинович, во околината попознат по прекарот Брус Ли и неговиот пријател Тошо Наумов. Добар ден! Абе, ти си без оне, бе? Добар ден. О, поштовање. Ален, добар? Добар. После 30 години се гледаме. Кај беше, кај намина овдека, во Сопот? Имаме некои пријатели така. Аха. Вие славите Стара Нова година? Славиме. Како може да не слават Марина? Слушај. Не дека е Марина метропола на Балкан. Така, слушај овако едно. За два града, Кавадарци и Неготино, само може да бие Марина. Слушај овако едно, Зоне, утре здраве Господ, некаде плавништето ќе наминемо Марина, договорено? Не некаде, не обавезно да намине. Ќе дојдам, кажи им тама на твоите, на нашите зрачи пријатели, дека ќе дојдам. Кој ни е пријател, сам се каже. Откако што се мене си сторивме здравоживо со моите пријатели, со ниното возило се упативме во правец на селото Сопот. За кратко време стасавме во селото Сопот, каде што најсетне така да речам не пречека сред селото, но не е од оној класичен тип, затоа што речиси нема ништо што ќе ве присети на оно што некогаш било, затоа што на старото одамна му замина времето, новото се уште надоаѓа. Во Сопот ги нема поранешните калдромисани селски патчиња и сокачиња,
речиси ја нема старата традиционална македонска селска чаршишка архитектура, која се карактеризираше со куќи чардакли, чие приземје беше иззидано од камен, каде се наоѓале просториите за чување на добитокот и амбарите за жито и кат, исто така иззидан од камен, опашен со вертикални хоризонтални греди и летви, ковани со штички, испреплетени прачки, малтерисани со глинена кал измешана со слама, со задолжителен селски чардак и огниште, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи џидови и со големи тешки порти, но ќе се одушеви од современата архитектонска градба со новоизградените семејни куќи, кои говорат дека селото Сопот не е заборавено село во Република Македонија. Откако пристигнавме во сред селото, за кратко време околу нас се собраа и други мештани од ова село, кои налик на она што претходно ми го кажаа моите домаќини и тие ми велеа: Зоране, редно е да си дојдеш и ти дома. Ајде со нас, како наште е сапиме, како домороден да си во селово наше, секаде ние ќе те прошетаме, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види целиот свет какви домаќини сме, како по старо време, така и до ден денешен кај нас овде во нашево село, ми велеа. Почитувани мои, може би се прашувате зошто во селото Сопот дојдов ден пред Василица. Затоа што имав две причини. Едната да ги надополнам моите досегашни сознанија за битисувањето на ова село, а другата мештаните да ми ги раскажат старите адети и обичаи, кои од памтивека па се до ден денешен се негуваат за Василица во ова село, а преку оваа репортажа ќе се обидам и вам да ви доловам и вие што се вели да бидите дел од нив, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. На самиот почеток на нашето дружење, моите домајчини Звонко Костадиновиќ и Тошо Наумов ми напомнаа да не ме чуди тоа што во селово ја нема во обичаената празнична врева, затоа што празнувањето започнува некаде во приклучерината, кога насред селово околу запалениот Василичарски оган се собира сиот народ, каде што до раните утински сати се игра и пее, од каде што тргнуваат нашите василичари, кои овде во нашево село Сопот ги нарекуваме бабари, и влегуваат во секое куќа, каде што секое домаќинство ги пречекува со грејана топла тиквешка ракија, ги дарува бабарите кои со кило ракија, кои со вино, кои природно сушени колбаси, мевце сторено во каче и сето тоа трае речиси цел ден, каде што при вечерината селаните ги пречекуваат бабарите во селската наша црква, кое што го носи името Свети Атанасиј. Почитувани мои, ете Господ сакал на стара нова година и на Василица да дојдам овдека во кавадарчето село Сопот, да направам нов документарен серијал за ова село, а да направам
документарна емисија и за старите адите обичаи, кои што од колено на колено се пренесуваат овдека во ова село Сопот за Стара Нова година и за Василица. Ете овдека, покрај овој распратен оган, кој што е символот на новата година, символот на новата берчета година, да направам нова репортажа по покана на мештаните од селото Сопот. Почитувани мои, кога бев дете пред 60 на години, во моето село Рилево за Коледе, за Бадник и за Василица пеја една песна, која што таа песна запаметив, која што мене како дете ми ја пееше мојата баба, а таа гласеше вака. Збирајте се коледари да играме коледица, еднаш ми е во година, како цвеќе во градина, си имаше, си немаше, златни чаши и каначи, да си канам, слава Бога и Божица, ој! А имаше уште една. Збирајте се, Василичари, да играме Василица, еднаш ми е во година, како цвеќе во градина. А имаше уште една, посветена на домаќинката на кметот. Вика, Устај, устај, Николице, имаш сина за женење, имаш ќерка за мажење, где имаше да си каниш, слава Божа и Божица, ој! Ова моја порака на сите баби во Република Македонија. Ова песна божична, ова песна која што се пренесува од генерација на генерација, од колено на колено, меѓу македонски народ, да ги пренесуваат на нашето младо поколение. Почитувани мои, пред да го проследите Василичарското празнување во селово, кое започна некаде во приквечерината на селското средсело, каде што сето село беше дојдено на испраќањето на василичарите, бабари и пречекувањето во секое куќа. Предлагам да ги проследите многуте приказни за селото Сопот, што ми ги раскажаа моите домајчини Звонко Костадинович и Тошо Наумов, заедно со мештаните од ова село, во продолжение на оваа репортажа. Селото Сопот се наоѓа во Тиквешката котлина, во североисточниот дел на општината Кавадарци, недалеку од градот Кавадарци. Селото е сместено на левиот брег на реката Луда Мара. Од градот Кавадарци, селото е оддалечено околу 6 километри. Селото Сопот е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи, кои датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и донешното наше современие, се дознава дека во оваа регија, така да речам, урбаното живење било добро организирано. Минатото и сегашноста на оваа населба е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опад на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на сопотскиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар на селото Сопот, испреплетени зад превесот на времето. Кажваш кој зборуваше на телевизорот. Добар ден. Добар ден. Арна си ми. Ами шетам некако, одам. Ете Господ ме донесе денеска. Се држам на една нога. Ете Господ ме донесе денеска за Стара Нова година. Да. Да направиме една репортажа и за селото Сопот. Така, Сопот не ви е снимано и Не ми е. Ете што се вика. Како ти е името? Ленча. Презиме? Наумова. Од каде си?
Од Сопот, па во Сопот мажен. Така, домаќинот како ти се... Домаќинот Спасе 10 години имам, си ојде. Така. Замина мост и сам. Така, што вика старите, еден мора доди порано. Колку Господ чела би даде? 2 имаме. Машко и женско? Машко и женско. Како се вика? Благодарна сум од двете. Така, како се вика? Лазе и Суза ќерка. Колку внучина имаш? 4. Како се Две вика? парафнучина има. Така, како се вика? Како се вика внучињето од синот се вика Ленче и Благица. Така? А од синот од ќерката Панче и Дијана и 2 парафнучиња Зоре и Лукас. Кој ти се помили, внучината или пранучината? Сите ми се исто. И Кога- парафнучињата и внучињата. Кога ти се радува душата кој ќе додат да те видат или кој ќе се одат? Ко беа мали беа тука од ќерката, сега не се тука. Така. Порастија големи си толку Така. Може ли да се присетиш со домаќина кој се зедовте? Кое време беше тоа, зимно, пролетно? О, како не знам. Јасента се зедовме октомври месец. Така. На 16 години само живјаска. На 16? О, стара бев. Млада беше што се вика. Млада, Така. да не остарам. Како те зедова бегалка или со шубово? Пола со пола ми излажија појќе. Аха. Ми излажија. Дојдо да се договараат и татко ми му вика, чекај нека дојде свекоро да видиме, они да не задоснат, одма дојдо. Така. Селото Сопот илјадници години зрачи на целиот него простор, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, десаретите, орестите, ердоаите, елимеите, ботијанците, пирејците, алмопите, мегдонците, крестонците, бисалтите, бордејците, едонците, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргиадите, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, чиј владетел со Македонија, како дел од Византија и осномаш на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија е императорот Јустинијан I, како дел на македонските склавини, предводени од Пребонт и Хадсон, Свети Клементовата книжевна школа, како дел на мноштвото црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година, за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комутополи Арон, Давид, Мојсе и Самојл, посебно за време на владењето на македонскиот владетел Царо Самојл и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврило Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византинскиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел на македонските владетели Петар, Делјан и Ѓорѓе Војтех, како дел од црковните записи на византинските цареви, царот Константин Асен Тих од 1257 година, грамотите на византинските императори Михаил, 9 палеолог, и Андроник, 2 палеолог од 1299 година, како дел од владетелите со Македонија Добромир Хрс и Добромир Срез, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските владетели царот Стефан Урош IV Душа Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел на Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Обстојувањето на Сопот е забележено и во Отоманскиот пописен тапи дефтер број 8 од 1440 година за време на владењето на отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Беглуш,
со чии атар раководеле Амед Балабанбек и Сари Мулабек во пописниот дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот дефтер од 1560 година, во пописниот дефтер од 1562 година, каде што дел од датарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша, а престанатиот дел од датарот на вакуфот на Устрев Ага и на вакуфот на Исмел Бег. Селото Сопот е забележено и во Отоманскиот пописен дефтер од 1565 година, а во Отоманскиот дефтер од 1570 година е запишено дека купниот данок кој селото го плаќало изнесувал 1380 акчиња, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пченица 10 мудови, данок од јашмен 1 муд, овес и рж од улишта 908 акчиња, а од душур од овошје 30 акчиња. Селото Сопот е запишено и во пописните отомански дефтери од 1582 година и во Отоманскиот пописен дефтер од 1610 година. Како се викаше татко ти? Трајче. Мајка ти? Мојата мајка, Менка, ова што ми беше половна мајка, Така. Душанка. Од кај беше мајка ти родом? Од Стењина, Зоран мојата тетка. Така, од колегата. Да. Така, од Стење, од Ресенско, од Преспотане. А пак, овој баба ти по мајка ти од кај беше? Божена. Божена, Божена од Стењица. Така, се ова те прашам. На твоите години ти имаше и свекор и свекрова, што се вика, кога имаше повеќе намост, почитување во твоето време или денеска? Кон постарите? Абре, ние имаме малце ред. Тога на свекрот треба да му потуриш нози да се измијат. Така? Ама јас ко дојдовиќе не беше тука, се пуштија чешмите 68-69 сум и тоа не, али имаше еден почет. Сега нема ништо. Ама знаеш вика старите, времето слама продава, времето слама купува. Добро. Се измени времината. Се измене, а имаше почет тога спрема старите. Колку што можевме ги гледавме, ги погребавме, мислам со Така. трва ми беа со девер ми другите. Се имаше пак, а Така. сега назад напоп. Во 17 век селото Сопот заедно со другите кабадаречки села биле чифлички села, чии чифлик сајби на 17 чифлици биле Исмаил Бек и неговиот син Јусуф Муклис Паша од Шерес. Османлиската власт чифлигарскиот систем иако го создава дури во 1858 година, во времето на султанот Абдул Меджид, чифлигарскиот систем во Македонија, а во селото Сопот се задржал се до падот на турската власт на Балканот во 1912 година. Последен чифлик Сајбија, кој што речиси го поседувал целиот имот во кабадаречката регија, околу кои негови чифлици, чифчиите изградиле своји живејалишта, бил Скендербег. И со дека комши за лошо заедно што се вика. Како да ти кажам, не знам, овие се внуци од деве, тој. Так. Имам само еден брат, мој. Така. Тој ми е за лошо заедно, тој ми е. Како се вика, брат? Драги се викат, а снаа ми се викат Мара. Тие ми се како мои деца. Брат ми, јас го имам гледано од бебе, му се радував. Колку браќа сестри сте вие? Имам уште еден брат од мајка ми што природе и една сестра во Австралија таа е. Така. Како се вика тие? Аце се вика тој од Велес, Така. мајка ми, а овој се вика Драган. Овие од Австралија има дојдено? Иде ја, сега не се дојдени 3-4 години. Така, али пак ќе дојде. Идат тие, таа имат две деца машки, големи се вики, Така, тие се така. по 50 години. Така. И
Овде во селово што луѓето живеа порано, ја и денеска? Додека можеме да работиме, додека беме вредни и се живееш ако сакаш да работаш. А со вака нема ништо. Така. Се плашам сега овие 2 години откако седнав дома. Ова куќа е мојата. Така. Пезничка земаш? Зимам, ама тешко. Али добро, пак Добро се вика. сега, не е добро. Оде во селово продавница. Така. Имаме 2. Со се. Има, така, има. Дека ова села на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата историја на Охридската архиепископија патријаршија од 1394 до 1767 од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографските етнографски преглед на Македонија од Штефан Верковиќ. Според поратоците на Васил Крчов, изнесени во неговиот научен труд Македонија етнографија и статистика од 1900 година, селото Сопот имало 580 жители, додека пак според поратоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во неговото дело Македонија и незината популација, во 1905 година во Сопот живееле 120 жители. Во публикацијата Материјали за изучување на Македонија, напишена од македонскиот револуционер Ѓорче Петров, издадена во Софија во 1896 година, каде што во ова публикација има доста податоци за селото Сопот, е забележено дека селото се наоѓа на 100 черека пешки одење од селото Марина и на 100 черека одење пешки од селото Курија. Селото Сопот од секогаш било село со средна големина и многу богато село. Земјата е плодна, па кога е родна годината, селаните собираат и по стотици товари жито. Луѓето се многу вредни и мирољубиви, како и сите селани во областа. Летна слава на селово. На субден, летен. Летен, а? Така, а тоа е куќна слава? Имаме Митроден, после детето се зеде Митроден. Па добро, значи славата, така. Во Прилеп се чекат. Така. Во Прилеп појде, не го береше тука, во Прилеп појде. Сега стран својот. Така, може ли да се седиш како беше во селово? Пред едно 50 години. Јас ко учев 27 деца беме во оделението. Како ти се викаше даскало што да научи да читаш и да пишуваш? Стоиман, Цвета, Роца, Благородна е вика ја. Зора имаш една. Строги бе ли? Со нодзина газеше Зора. Ама види бак едно би рекол. Повеќе, значи во тоа време на скалите. Ама за ум што се виката, така? Ама дома, ама тоа што не сваќа. Така е. Што не сваќа. Така. А може ли да се седиш како беше во селово за Великден, за Божје во времето? Тука сред село имаше игранки, многу беше убав Великден, сазнеше и Божјич. А сега ништо, затворени дома, со телевизорите и никаде. Така е. Дека селото на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, во неговиот научен труд на селбите во Тиквешката котлина, издаден во 1976 година во Белград, за селото Сопот го забележал следното. Од најстари времења Тиквешкото село Сопот се наоѓа на денешната локација. Во 1900 година во Сопот живееле 580 жители, во 1905 година Сопот брои 120 жители, во 1948 година 838 жители, во 1953 година 817 жители, во 1961 година
865 жители, во 1971 година 894 жители. Староседелски семејни родови во селото Сопот се Рушеди Пајдовци, кои бројат 7 куќи, Горенвци, кои бројат 5 куќи, Колшиовци, кои бројат 2 куќи, Камбоновци, кои бројат 4 куќи, Мушиковци, кои бројат 8 куќи и Јунузовци, кои бројат 5 куќи. Доселени семејни родови во Сопот се Сијамовци, Карапашовци со 8 куќи, кои што се доселени кон крајот на 18 век од Демарско. Бесвичевци со 2 куќи доселени се кон крајот на 18 век од селото Бесвица. Буџаровци доселени се во средината на 19 век од селото Црвени брегови. Во селото се наоѓа албанското мало со 10 куќи, македонци кои во селото Сопот се доселени во почетокот на 20 век од селата Глобочани, Горна Горица, Долна Горица, Зрновско, Левска, Пустеч, Тумине, Целије и Шурин. Денешко училиштето работи? Работи по 3 деца, по 4 дали имат. Така. Али паш, што се вика живо училиштето? Не, живо, ама не е тоа. Така. Ти што значи, ово полно беше деца. Нема деца, нема луѓе, нема Од џак. каде се ученици деца доаѓа одека порано Од учат? Марена и од Куријата. И од Корија, а? Куријата. Така, така. Колку има куќи села од денеска, вака да речеме, и колку жители? Да ти речам, 30 са празни, 30 са по еден, 30 дали има ваквото. Полојна куќи са и празни веќе. Има ли? Куќа ли е рачурош мојата? Не е куќа, нема никој. Синот си замина странство. Ама знаеш што е ламенно? Се додека стои куќата, кај да е умот, пак ќе наведи кај што е роден, така? Ами сега, нек са живи и здрави, лошо да не видиме само. Така е. Втората половина на 19 век за Сопот е период на обновување на селото по уништувањето на турскиот башибозук во 1878 година од страна на турските власти. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако е изградбата на претходно разрунатата селска црква Свети Атанасије. Оваа црква во 1909 година повторно е разрушена, за да во 1911 година повторно е реобнована, а во 1976 година го добива денешниот изглед. Во црквата се наоѓаат стари икони од 19 век, изработени од страна на непознати зоографи. Кон јужниот зид на црквата е доградена припрата, на источниот зид има полукружна апсида со прозорец во средишниот дел. Во дворот на црквата е сместена камбанаријата. Таа има шестоаголна основа и се издига во непосредна близина на оградата од дворот и источниот зид на црквата. Таа содржи по една монофора на секоја страна во висина на звоното во незиниот горен дел, како и уште една на источната страна во висина на скалата која води до звоното. Вечерва ќе намениш На огнот? на огнот? Ќе наминам. Така треба. Така. Оти што вика пастарите, без постар човек на оро не бива. Така е, така е. Ај, не знам дали ќе ми дојде и брато сега на огнот. Он на карнивалот го спремат. Ако дојде, ако дојде ќе го сликаме заедно со тебе, договорено. Така, ако дојде, ќе му кажам и сега. Кажи му да му кажеш. Он го спремаше карнивалот, човек поштен, добар, се што собираме по селото, црква, го делет, го пак мислам од за нас. Така. Како вака сега на мовето му нема крај. Значи, вечер ќе дојдеш на огнот? Ќе дојдам. И таму ќе се видиме. Така. Да се ми заме жива, да ми живее 100 години, да ти е здрава и жива фамилијата. Чулте Господ. Нека е дено за много години. Така. Како ти текна да дојдеш? Господ сволај му, Свети Василија. Ајде. Така, ајде, оди полека. Така.
Почитувани мои, ова кратка аудиовизуелно документарна разгледница, така да речам, не би била комплетна ако не ви пренесам дел од василичарските обнови и василичарите. Продукцијата Марио филм има голема чест што во е поканета од името на така да речем организациониот одбор на денешниот ден на Василица на Джаламарите во селото Сопот да направиме еден документарен запис. Меѓутоа низ историјата и низ вековите детите кои што се пренесува од колено на колено во ова така да речем традиционална манифестација најглавна улога имаат невестата и свекрвата. Да ни се представите твоето име и презиме? Насто Славчо. Што беше мотивацијата ти денес да бидеш облечен во невеста? Во невеста. Тоа чест и задоволство ни е Традицијата да продолжи со години и тоа да остане од на генерациите што доаѓа. Генерација на генерација, посебно чест ни е да бидеме невеста. Така. Вие, господине? Најдов Ѓорѓи. Така? Во улога имам баба. Баба, јас се греши свекрва, добро, така? Баба. Вие сте долго време дел од оваа манифестација. Од почеток па скоро до крај. Така. Ти се радували душите што ете овде позади тебе се наоѓаат, така овде да речем маскирани млади момчина, кои што селото Сопот не е од оние села заборавено, селото Сопот е село кој што наликуване на градска населба, на кој што може да му позабидат и по големите градови во Македонија, Кавадарци, Неготино, Скопје, Битола и другите. Па Сопот е едно од најголемите села што може да биде и таа традиција е од памтивека, мислам, од постарите останало, па ние пренесуваме, па после па помалите ча пренесат и така од еден на друг. Туку бака сега ве чекаат другите домаќини? Секако чекаат. Со камерата ќе бидам со вас, да сте ми здрави живи, одиме. Сопот, каде што оврчи го традицијата од генерација на генерација се пренесува од колено на колено низ вековите. Се задоволи душата што е овдека денес сте на Василица, овдека на Ѓаламарите, каде што старата традиција, младата генерација што Сопот овдека овој ја продолжува. Пред се ми представува голема чест и големо задоволство. Случајно, меѓутоа испадна многу убаво што дојдов овде во ова населено место, во ова село во Сопот и да бидам дел од оваа манифестација, традиционална манифестација по повод големиот православен христијански празник Василица. Се радувам, навистина се радувам што сум овде и посакувам и наредните години доколку ми се укаже можност пак да учествувам на една ваква манифестација. Многу години се најубаво.
кај си? Од Албанија сум. Од кое место? Од Тирана сум. Од Тирана? Да. Како ти се вика момчето? Може се вика Блажо Пие, Така. Блажо Стојанов. Мајка ти како се вика? Мајка Софија. Татко ти? Сијач. Колку браќи и сестри сте? 5 брати, 5 сестри. Како се вика? Да кажем се имиња? Да. Виторија, Гони, Николини, Фатмири, Дора, Анджелина, Николини, Ела, Сонја, Малвина. Колку пчела ви даде Господ со твој домаќин? Колку деца имате? Колку деца јас? Да. 2 деца имам, 2 машки. Како се вика? Лазар, Джаламари и Мартин, 2 млади, 20 Джаламари. Така. Исто така и сопругите Джаламари. Кај е пугово? Тирана, Албанија или Македонија? Каде па? Баба тука, баба. Добро, и баба. Ама од родниот крат? Добро и тамо, но добро и тука. Так. Деца имаме... Така, кога после пат сте биле во Албанија? Лани, а? Одим секој година на море, ке мојата фамилија, се гледам, брати, сестри. Голем поздрав да пратиш во Албанија до сите граѓаните на Република Албанија. Добро вас поздрав. Да сте здрави и живи. Ајде поздрав. Полек. Ajde na kruzeto, godemo. Aj. Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Сопот за Василица, а дел од ова василичарско празнување ќе ви пренесам во продолжение на следната репортажа.